Почитувани, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24. Во овие мигови кога потресните призори во Македонија стануваат уште потешки, токму затоа што свесноста за конечноста станува очигледна преку превезувањето на починатите од Скопје во Кочани, а населението, особено ете и во најтажниот град, е во солзи. Се подготвува масовниот погреб, во тек се подготовките за утре. Еве да ја искористиме оваа емисија да за последен пат изразиме сочувство и да биде еден вид комеморација за настраданите во катастрофалниот пожар. Тоа би било тоа и се надевам мирно, достоинствено, посветено и усмерено само кон овој чин конкретен на испраќање за сето друго потоа во времето, деновите пред нас. 6091 924 6091 925, еве почнуваме со првиот гледач. Повелете. Здраво, Исо. Да, здраво, повелете. Па после оваа најголема трагедија, после Скопскиот земјотрес што ја зафати Македонија, не треба да кажуваме жалопојки, туку треба сите да се обединиме без разлика на партија, на националност и да помогнеме на тие фамилии и на погинатите и на овие што се лекуваат. Финансиски треба да ги ставите телефоните на сите телевизии да донираат сите граѓани, а побогативе на друг телефон нека донираат повеќе и од странство. Потоа треба да се обединиме превентивно да ставиме крај на ова што ни се случува. А за тоа треба да ја поддржиме власта да го спроведе борбата против криминалот и против сите овие нелегални работи што ни се случија. Да не ја напаѓаме власта и да бараме оставка преку тие невладини организации кои душманите од Запад, Франција, Англија и Германија што не дадоа ни сочувства, а камоли да помогнат. Преку тие невладини организации да ни направат шарена револуција, да искористат моментот кога народот е гневен и незадоволен од досегашните корупции што ги имала Македонија. Значи народот треба да се обедини. Тие што изгореа во автобусот, во болницата, цитостатиците, веднаш оваа власт треба да ги стави во затвор тие луѓе, а не и тие од апелација што ги кријат и ги чуваат тие предмети, веднаш да ги затворат. Да помогнеме на власта закон за потекло на имоти конфискација да спроведе, да ги смени сите овие судии со ветик и затвор. Благодарам, поздрав до вас. Ова што го кажавте за поддршка, за помош и следствено објавувањето на начинот како да се тоа направи е логичен и очекуван развој и редослед на настаните и веќе гледам почнува да функционира. Одредени општини веќе и прибрале одредена помош, дури и финансиски средства. Така што велам, значи, како развој на настаните е за очекување тоа и да се прошири, ако има такво нешто, секако, без двоумење, тоа се подразбира, ќе ги објавиме начините, дали телефонски број или што и да е, како може да се помогне, донира или на кој било начин да се излезе пресред. Во меѓувреме, исто така треба да се спомне, можеби, и тоа дека е отворена, односно достапна е и помош за секој кој има потреба од психолошко советување. Отворен е и тој телефон, доколку има потреба, еве, јас и ќе го соопштам, така да, еве, само како информација го кажувам, тоа и го
го имам веќе во моментов да не одземаме време или да не оптоваруваме и онака еден ваков тежок момент да одиме понатаму, а ако има потреба, слободно кажете во текот на емисијата и ќе ви ги соопштам деталите. Повелете. Да, повелете, ве слушам. Почувство до фамилиите. Вечна им слава на тие што ќе одат во вечното почувалиште. Значи, тоа е едно што можеме да го кажеме како луѓе, како соучувство. Значи, донации, еве јас имав од позната личност од Турција, ми побара овако ждиво сметка и све како доменира поголема сума на пари. Меѓутоа, јас сега, како да кажам, не знам дали тие пари ќе одат како пари кај луѓето. Би сакал и би апелирала, не знам како се критериуми што, меѓутоа би сакала парите да бидат пари дадени финансиски, како да кажам, на луѓето, да не бидат дадени во некој, производи или не знам како да речам. Значи, буквално, како финансиски средства да дадат, затоа што сите, многу луѓе од надвор, ке кажам, од Германија и во Турција, позната личност од овие што гледаме серииве, значи тоа е глумец познат од серииве што ги гледаме, пратив, така да имам заинтересирани, лично кажем за себе, и барам жиро сметки на интернет да ми пратат, за на луѓево да им дадам од надвор да пратат. И сакам тие пари да бидат дадени на луѓе што да бидат дадени во кеш, како да кажам, не знам. Да, јасно, директно финансиски, готовински. Да, финансиски да бидат така, зашто еве ја лично кажувам, што ми се случи, што ми побарава и како. Затоа што може, има многу средства, да ви кажам, многу донации, што јас знам, и тоа поголеми донации. Зборам од финансиски средства, не од продукти и производи, што си ја знам. Така да тоа ќе го апелирам и многу сакам, затоа што сите даваме и сакаме да одат на право место. Тие луѓе како им треба, што им треба, така да си ги употребат. Значи да не биде ова. Така, друго, сега, значи ќе апелирам нон-стоп, ќе бидам досадна, хиперварна комара обавезно во секоја болница да има. Значи, Да, благодарам ете. Бидете досадни, издодевни, како и да е во секоја смисла која подразбира подобрување на состојбите во која и да е област. Повелете. Почитување и се. Да, исто така, повелете, да, и добро. Денеска е ден кај што уште повеќе болката е уште поголема и кулминација е утрешниот ден што и јас страшно се плашам, но се надевам дека сепак мора да се премам сочувство до сите кои ги изгубија своите деца, сочувство до фамилиите, сочувство до Македонија. Сега, не знам дали е временно, искрена почит и кон докторите кои што застанаа во ова страшно време, и тие се луѓе. И еве една молба до тебе, дали е емисија или нешто да се направи за важните тие личности кои што беа на првиот бран на страшната работа што се случи, и со нивната умесност и те како помогна. Страшно ме потресува збор овие, и тоа е, не одиме до тамо, пошто таков е денот, каде што дрскост и безобразието и сега од одредени луѓе кои што кажуваат како требале докторите, вместо да бидат благодарни и да бидат среќни што нема уште жртви, ако може да се каже среќни. Посебна благодарност до доктор Костовски, Огнен Костовски, кој што јас сум благодарен пошто ми го спаси животот и се гордеам што и тука го гледам. И сестра Вари и одредените други овие доктори кои што стварно се снајдоа во оваа страшна работа. А таа дрскоста и до одредени луѓе и кај тебе се јавуваат како да ја водиш емисијата, така и вамо меше. Ако не ти се допаѓа, да изгасни го телевизорот. А ако не ти се допаѓа интервенцијата, не мораш да кажуваш дека е така. Да, ви благодарам ете и за овие сугестии и укажувања, со тоа што јас би додал секако сите се добредојдени кои се во контекст на
дискусија, на развој на дискусијата. Не се согласуваат и така натаму, сето тоа е во ред, и јас не се согласувам. Значи имаме диалог и ставаме различни, вкрстуваме различни аргументи, кои се еден вид на равенка од која се добива резултат. А резултатот не е ниту вредноста на X, ниту на Y и така натаму. Туку е нешто трето. X плюс Y е Z. Во таа смисла е добро, значи, да, се согласувам она што велите, да некој да кажува. Ни јас не кажувам. Затоа, и нема ниту потреба, ниту е така замислено, затоа што е доброволно. Никој не е сосила и сега направи ми место, ти ми го зема, не јас да ти направам тебе. Така да, во таа смисла, ниту јас кажувам кому, што, како, ниту очекувам тој мене. Но тоа не значи да не дискутираме, дебатираме заедно, да не разменуваме мислења и уште повеќе да ни се разликуваат. Сосема е во ред да не се согласува некој со мене или јас со вас. Но без да навлегувам во тоа, требате вака. И во таа смисла и ова што го кажавте, да се направи нешто. Значи, чисто тоа е како дел од таа дискусија. А што мислам јас за тоа? За тие херои, медицински лекари, доктори и така натаму, сите кои несебично, не само тие, и останатите. Да се направи нешто токму, да им се даде публицитет, да се забележи како медиумски, така и на било кој друг начин, да им се оддаде некое признание, да се покаже дека се забележани. Се согласувам со тоа. Но и уште повеќе, токму да се направи со тоа, да почнат да се прават разликите помеѓу тоа кој гради, кој разградува, кој санира и така натаму. И токму во тој контекст затоа е и неопходно релативизирањето, на што беше спомнато во претходната емисија, јас мислам барем. Затоа што ако не релативизирате, особено во вакви моменти, тогаш се усмерувате, се фокусирате само на една работа. Ова е проблемот, тргни ги тие. И може би сте опфатиле нешто во тој радиус и од тоа што не чини. Но сосем известно не сте опфатиле се. И многумина нема да бидат опфатени во тој фокус. А за да ги неутрализирате штетните последици, треба да ги релативизирате работите. Значи, чекај, не е тоа овој е виновен, дошол сега и тоа. Не е овој виновен, тој е тамо. Помеѓу е некаде, значи тоа е таа релативизација. А релативизацијата е, чекајте, ги видиме сите. Немојте само, овие се сега, да ги видиме претходните. Немојте само претходните се, овие не се. И така натаму, и се едно, а немојте сега овие не се, а потоа да не видиме никакви постапки од овие. Но важно не се. Така да, релативизирањето е, да, може би се овие, но може би се и оние, а може би се сите. Хајде да видиме сите како се. И тогаш ќе почнат да се одделуваат работите, токму еве како ова, кој дал поддршка, кој како се однесувал и така натаму, и тогаш ќе се види она што реков, кој санира, кој гради, кој како, а тогаш, потоа, всушност, се фокусираат работите, кога ќе се направи селекцијата. Кој треба да се неутрализира, односно казни, кој треба да се стимулира, да се награди, тогаш правите резови. Затоа идејата не може резови да правите паушално така. Во таа смисла, некој кажал нешто, може би тука на изглед груб збор, готово. Чекајте, може би има што да каже. Затоа дајте, релативизирајте ги работите. Ајде секој да видиме што има да каже. А кога ќе слушнеме што има да каже, потоа ќе кажеме овој кажал, оној кажал, па ќе направиме резови. А вие не сте за тука. А вие сте за секоја чест да ви каже човек. Тоа е како пристап, велам, токму и затоа да се направат и овие разлики и тука, за да се стимулира тој што правел добро да направи уште подобро. А од друга страна да се
оневозможи понатамошното ширење на сите овие штетни работи, кои на изглед не се штетни. Тоа е баш и бозук и така натаму. Сето тоа не е... Да, сега правно може да се толкува со умисла и така натаму. Но првично не било, ајде дај вака или онака, нека помине што, зошто мора дозвола и така натаму. И така ќе работи и со ова и со без она. Но потоа последиците се, тоа е тој наш генерално пристап, менталитет можеби, а тоа е отсуство на придржување до стандарди. Зашто и да е? Затоа и губиме, не знам, и автентичност, оригиналност на некој, не знам, ајвар или што и да е. Не е темата, но е на некој начин. Затоа што ја немаме таа автентичност, посветеност. Постојано, ајде може, добро е. Чекај, треба да се подготви сето тоа убаво. Ако правиш нешто, да го подготвиш садот е подеднакво важно колку, не знам, тие пиперки да ги... Не можеш да, ајде доста го миеш. Ние затоа во таа смисла немаме доследно придржување до ставовите. А второто е дали е со умисла, ајде добро, не мора, ќе му дадеме така фалс. Туку и тоа што не е со умисла, ма добро, ајде. Е релативно површно. Ајде тоа во законот 300 работи пишува, па треба ова, па треба она, па... Добро е. И такви сме генерално во се. И треба... Тука е сега, да, е релативизирањето. Па да, сите треба да го сватиме тоа. Такви сме. Мислам, так, не генерализирам, но како една карактеристика која кај најголемиот број провејува во било што, за нас самите такви сме. Колку сме, не знам, одговорни да се проверуваме на систематски прегледи, на ова, на она и така. Добро е, ајде. Се е тука некако површинско. Повеќе, не знам, за колата се мисли за автомобилот, отколку човек за себе да види. Затоа велам, дури и на своја штета. А една карактеристика која потоа прави голема штета. Затоа тоа мора да се детектира и особено ако сака некој на своја штета да е немарен, па сега се прегледал, не се прегледал, на негове ризикот. Може ќе живее, може нема да живее, до кога ќе живее. Но ако се законски предвидени стриктни критериуми и правила, особено за места каде што се собираат голем број луѓе и така натаму, тоа мора да се почитува. А потоа дома кој како сака, нека си биде тоа. Значи, ако правиме ние ајвар за широка потрошувачка и се прави како треба, за дома нека се прави како сака. Е тоа кога ќе се разликува она, но затоа тука е клучно да дојде институционалното, а не личното. А кога ќе видите вие дека представник на институција се однесува од свое име, кој како му се допаѓа, дали е шалтерски работник и слично, тогаш вие гледате дека нема таква институционална поставеност. Тоа е тоа на што мора да се работи и затоа мора да се разграничат тие работи за да се награди тој што треба, а оној кој не мора нужно да се казни, да се насочи кој не работи како што треба. Повелете. Ало. Да, поздрав. Повелете, да ве слушам. Значи, изразуваме сочувство, еве секојдневно изразуваме до родителите. Да. И тоа понатака темата, јас се задржам конкретно за темата сега, комеморација за наследуваните од пожарот во Кочани се однесува, значи за упокоените веќе. Па ете да утре веќе се подготвува, да. се пренесуваат. Моје видување е, ја како духовник, како верник, пресо и сите ние треба да се молиме за покојните на душите. Комеморациите многу не допринесуваат за спас на душата. Него ние се срце да се молиме. Ја верувам дека ќе бидат истакнати мињата, ќе не ги пратат по сите цркви да се молиме баре до 40 дена на невините душите да имаат вистина во рајот. Оти после смртта има живот. Нашата вера и сите вери, ви кажуваат оној свет, нашата вера во воскресение, значи. Ако Христос воскресна и воскресна многу, и воскресне, како се рече на Светото Евангелие, оние
Пред све кога ќе дојде неговото второ доаѓање на земјата, ќе ги воскресе најнапред мртвите. Значи, воскресението, ова е на утеха за родителите, не е и за да сватат, да разберат, да бидат верници, дека душите живеат на покојните. И тој ден кога ќе дојде повторното доаѓање на судијата, најнапред тие ќе бидат воскреснати. Затоа, за да бие душите ни во рајот, веруваме, не се толку грешни тие како што се могу. Сите сме грешни, човек без грешен немат. Уште кој се роди, си носиме наследен грех од Адама од Ева, секој човек. Меѓутоа, секој снимале греови на пријете во постиците и биле така и натака да им се опрости тоа што во Босија, ако биле православни, претежно такви работи не се вршат. Да се молиме за гравите нивни, душата да им бие тој 40 дена во рајот, да наследат Царството Божие, не само да си речеме да наследат Царството Божие, да им сопста сите греови што сакале, не сакале. Благодараме тебе, поздравувам, повелете. Дали имаме некого, повелете? Дали се слушаме, повелете? Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам, да. И јас внимателно да слушав минатата емисија. Аха. И ми остане впечаток едно како прашање, полупрашање, констатација. По на жената втора што се јави. Зошто имавме, а сега немаме ништо, како држава? Чувајќи од Југославија па до раните почетоци нова независна држава. Да. Веројатно мислејќи најповеќе на здравство, поготово што нема кај да ги сместиме овие млади деца, така? И дојдовме стварно до ништо. Меѓутоа, како можеше ова сето да се спречи? Како што вели Тошковски, кај да гибнеме се е труло. Меѓутоа, тој трулеш наш, направен од нас, можеше на некој начин да се спречи, ако имавме прав систем кој ќе реагираше уште на првите несреќи. Ако уште тогаш паднеа пресуди, брзи, прецизни, ефикасни, па јас да го видев после тој друг некој што за мито, за било каква друга корист што ќе даеше некоја лажна лиценца. Ако тогаш бевме конкретни како народ. Меѓутоа, замисли сега ако да не се случеше ова несреќа, ако одеа, например, да проверуват лиценци, например, во Кочаник, ево истиот газ. Нешто ќе беше, каква ќе беше реакцијата кога го затворија? Ево, дојде од ВМРО, го затворија газдата, кај што 15 години сите лумпуваме, пееме, се веселиме, го затворија затоа што е близок од СДСМ. Такви сме ние. Не ќе можеш пред јавноста да објасниш дека тој нема комплет документи и дека му е лажна лиценца. Го затворија заради тоа што е од друга политичка партија. И не треба само политичката оставка да не задоволи нас. Нашата оставка пред Господ, како ќе се оправдаме ние, кај што упорно одиме ние во такви објекти, во сите други градови. И мислиме дека лошите работи само се... Така да, ви благодарам. Но ете, токму за истото ви зборуваме, тој пристап наш. Да, ќе помине. А 100 пати поминав од таму, ете, необезбедено, не се држев за не знам, држачот по таа патека. Како сега падна? Заради ова или заради она? А прашањето е токму тоа. Ако е поставен држачот, зошто не си се држал? Тоа што си поминал 100 пати, наместо да биде поука, тоа напротив било само уште давање на самодоверба дека можеш без држач. И тоа е тоа сега, затоа 15 години и слично. Јасно е, но затоа е апсолутно прашањето има, нема пропишано, законски исполнети се или не се исполнети условите. И во таа смисла и ние мораме да научиме. Нема врска кој е етнички, партиски и слично. Има или нема исполнетост на законските барања. Ако нема што, ама наменски е хајка или не е. Во таа смисла тука треба сите да, како е она, нели, боговите молчат пред вистината. Ова е, да, боговите, а ние, граѓаните, народот, треба да ги почитува законите, правилата. И ако нешто не се почитува, нема што тука. Еве, најдено е, има одстапување од тоа. Или нека обезбеди, или не може да работи без тоа.
А 15 години, тоа е, па функционирало 15, но ете. Еве сега затворени други и слично, и тие функционирале. И може би функционирале уште колку и тие затворените, сега и ништо не би се случило. Па сега може да дискутираме, па зошто ги затвараат? Ете, функционирале, ништо не се случило. И кој знае уште колку ќе функционира. Но затоа не може така да се оди. Тука е релативизирање со законите. Кај нив нема релативизирање. Туку примена директно. Има или нема? Нема што врз искуство, овој работел не исполнувал 10 години, значи знае да работи. А може да се случи и со сите дозволи, тоа е јасно, но ризиците, односно ефектот за справување со таквите состојби е многу поголем. За да нема или бројот на жртви да биде помал. И затоа се и предвидени тие. И, не знам, правила во сообраќајот и слично. Повелете. Повелете, ако се слушаме. Дали имаме некој? Да, повелете. Би сакал да покажам голема почит и сочувство кон загинатите и победените. Многу е кажано за овој случај. Јас сега би се осврнал еден друг правец. Институциите подитно да се ангажираат во проверка на сите новоизградени згради, начинот како се изведени и материјалите со кои што се изградени и дали таму се запазени стандардите. Особено што знаеме дека имаме многу ново изградени училишта, градинки за сите овие години, а знаејќи во какво трудово општество цело време живееме сите овие години наназад, да не речам 20 сигурно, најкритично. Да не случајно, не да Боже, стресе, па да не ќе знаеме владата каде, да не се повтори 63-та година. А ако природата така ни наменила некаква судбина, институциите подбитно да се ангажират и да видат што се е изградено, на кој начин и како. Се во интерес да се спречат некои нови трагедии. Благодарам. Благодарам и јас ве поздравувам. Повелете. Ало? Да, повелете, вие сте. Добар ден. Да, колку е добар. Да. Сочувство до фамилиите на починатите и им пожелам брзо оздравување на хоспитализираните. Вака, пред некој ден, односно пред ден-два, после несреќата во Кочани, на Фејсбук идеше едно видео за објект некој во Битола, кој се реновира, се прави некој маркет на темелите, на остатоците од војна кујна, менза, останата од екс-Југославија. Градба која е пред можда 5-60 години правена и 20-30 години апсолутно запоставена, без руина. И беа дадени слики како се прави рам конструкција само за фасада. А столбови оштетени, се гледа арматурата на столбови, се гледа ова и се поставува прашање, вика, дали овие столбови ќе останат вака и замаскирани со гипс картон. Преве случај еден и за службите, баш и ме интересира, што е со тој објект, значи, менза од касарна, од воена касарна од Југославија. Што е во Битола? Дали чекаме да се случи она во Нови Сад или ова во Кочани? Ви благодарам. Ви благодарам и јас ве поздравувам, повелете. Исо? Да, ве слушам, повелете. После ова пеколна трагедија,
Мора да се бориме. Сега е најголемата шанса на сите да ја средиме државата, а посебно власта. И да поддршка, нон-стоп поддршка, како? Нон-стоп поддршка на власт. Никако напаѓање. Кој фактор е друг да ја среди државата? Ние, што власта? Ти кажа, ти си извинам, дома смее што сака да се прави, кој сака дома. Не, и дома не смее да прави што сака во нормална држава. Се согласувам. Ако запали нешто, ќе запали комшите. Ако направи некој, значи неморални работи, екстремни, ќе загрози. Значи не сме и дома да прави што сака, јас може и грешно те разбирам. Не, јас мислев лично за себе, дали, не знам, ќе се провери здравствено или тоа, да, инаку дефинитивно, да. Исто кажа во пензија Попот, да речем, свештеникот, сите сме грешни. Како грешни сме што сме се родиле, како сите сме грешни. Тоа е лудост, како може така. Вака, слушам дека телефонските оператори ќе поверуваат за користење на нивните услуги. Не сме да помислат. 20 милиони, 50 милиони денари да биде нивната услуга. Не, никако. Донација, никако да поверуваат. Како така? Исто слушам дека некои наводни гази на такви монструозни нокни клубови купувале ПП апарати, отворале врати, лесно се решава тоа, со анонимни сведоци ќе посведочат дека немало и готово, чиста работа. Со одговорност. Значи никако. И ако половина од групата се починати од музичката група, има одговорност кој купил и кој на последната, замислете, на последната песна се пали и тога се пали злосторството од трагедијата, ужасот се случува. Кој донесол такви, кој купи? Така, благодарам ве, поздравувам. Лично не верувам дека ова што велите наплатување и тоа. Мислам, тоа би било најдолното нешто. Впрочем, тој што би го направил, тоа не треба веќе ништо ни да прави, навистина. Да наплатува за помош во ваква трагедија. Тоа е така да... Мислам дека не ни размислувал никој во таа насока, но иако размислува, мислам дека тоа и тоа како краткорочно размислување ќе си има своја скапа цена. Повелете. Повелете, дали се слушаме? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Значи, овие најлоши времења добро водиш емисијата. А тешко е, да, ви благодарам сепак. Ми треба понешто. Сега најголем проблем ќе биде после сочувство до Кочани што погина Вујичо. Али после втори удар ќе биде Скопје 2014. Значи, ова влада тебе поскитно тебе да ги увате овие газежите се, поготово кај Колиде и Ин и тие градочани ќе му дават дозволи да градат згади во Скопје. Значи, Скопје е трусо подраче. Таа бетонизација не може да издржи. Поготово онај кај Колиде и Ин. Али покрај Варнуша за време на владењето на Груевски и сите без дозвола згади правени. Значи, подкитнува влада тебе да ги увасте сите тие газежици и таа урбана мафија и тие градочалници. Значи, после втори удар ќе биде ова Скопје 2014. Значи, Скопје е трусто подраче. Не може таа бетонизација да издржи земјата на половина метар на метар песок е оздова. Значи, има земјотреси и коризно тамо и вертикално. Значи, тука ќе биде още по-голем проблем од Кочани. Значи, подкитнува влада себе да ги увасе тие газежници и таа урбана мафија и тие градосади ќе му дава дозвола. Ова е метање од граѓаните во цела Македонија. Скопје е проблем во Македонија. Значи, ние му дава... Така, да, благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден. Не е добар, но ете. Како? Немав намера да се јавувам, немаше да се коментира, све е кажано и
зборовите се и дори и отпати. Се јавив случајно, ево, слушајќи еден гледач спомна за Битола. Господин Исо, ако имате можност, пратете екипа и да го снимите обект. Тој обект е негде скоро 80 години. Напуштен, нели после ова, распадот на Југославија, препуштен на само на времето, добиен со градежна дозвола и се монтира метални стубови, ѓало, и тоа ќе биде некој слично или исто нешто. За жал, не дај Боже да му дозволат да го доврши тоа и баш е интересно кој му дал дозвола за град. А која намена е тоа? За која намена? Па не би сакал сега во фаза кога е во израдба да го кажам и тоа, пошто може да испадне и лага и може да ќе биде и лага, али објектот ќе биде наменет за луѓе. Па не, тоа мислев, не е некоја индустрија или магазин или... А каква е индустрија? Господин Исо, тоа не е добро ни за шупа. Извинете, вака ви благодарам, нали? Не дај Боже да се употреби оно. Така. Ви благодарам, ете исто, ве поздравувам во секој случај, во насока на превенирање на евентуални ризични состојби кои би можеле да доведат до нешто. Потоа или со други зборови да не дојде нешто за да потпосле се размислува како што сега имаме случај. Повелете. Исо? Да. Тоа е ресторанот од војната касарна на Арама во Битола. По-прецизно. Меѓутоа, јас сакам за друго нешто да реагирам. Зашто ја прифатим неприказната дека оваквото тие пиротехнички средства ги донела групата? Знаете, мртвата уста не може да збори и да се брани. И не е убаво, додека не утврди институција, ние да прифаќаме нечија приказна. Меѓутоа има сега, како поминува времето, се отварат па други прашања. Еве денеска се појави клип на интернет, каде што се гледа дека објектот бил убаво уреден, влезната врата означена со светла и тие останати работи. Значи не било тоа само шупа. Шупа станала откако се запалила. А пред тоа било среден објект. Што значи не било маскирано нешто па да не знаеле некои други луѓе, посебно што на 21 декември УЈП му било у контрола и го запечатила. Сега се поставува прашањето, зошто е објектот отворен повторно? И кој го симнал печатот на УЈП за некој треба да одговори? Што значи, државата, институциите знаеле за истиот објект. Дали веќе нешто ни станува појасно? Државата, институциите знаеле. УЈП на 21 декември 24 година, според кажувањето на Телма, го запечатила поради неиздавање фискални сметки. Сега дали кафичот или дискотеката им направила контрола, тоа треба да се каже. Што значи државата знаела за тој објект дека работи. И државата го толерирала. Така да приказката со лиценцата може да закачат на мачката на опашката. Дека никој ништо не знал и дека кој му дал лиценца. Сега прашање е зошто државата меѓувреме ништо не превземала. Ако е веќе спорна лиценцата, што правила УЈП кога ја прегледувала, кога на 21 го запечатувала објектот? Да, благодарам. Но добро, тоа се дотолку повеќе конкретни, екзактни показатели, документација која не може да се одбегне и која во понатамошната истрага секако ќе дојде, ќе отвори прашања на кои ќе треба да се дадат одговор, да се даде одговор. И одговори се едно. Затоа сега ова можеби ќе наликува некому на релативизирање, но не е, туку е само проширување на делокругот за да се утврдат што повеќе фактори кои во овој, како и во многу други случаи, се резултат на еден долгорочен процес. И тоа, ова што го зборувате, претпоставам дека исто не е само во овој период од неколку месеци. Туку е континуитет на... И сега затоа и велам, уште е подобро, мислам, за истрагата, ако ги има тие податоци. Нема што да се околу тоа неутрализира, да се не се шпекулации.
Така да се стави се на маса и да се отворат работите, но затоа тоа е дел од обсежна истрага која секако ќе следува и тука ќе бидеме и ние да ја следиме. Ова е сега, оној болен, трагичен момент, потресен, да се испратат прво настраданите. Инаку да, и по однос на ова, не се, добро, него ни доживеав јас тоа, но не се држам јас до приказната ова со пиротехниката и тоа дека члени или кои се од групата. Напротив, колку што знам, не беше ни дискутирано во оваа емисија тоа, а секако се огласи и сопругата на покојник околу тоа. И токму затоа велам, треба поединечно работите да се извлекуваат и секако ќе се види и околу тоа. Повелете. Повелете ако го имаме следно. Да, вие сте, повелете, ве слушам. Значи, изразувам најдлабоко сочувство до родителите на починативе, Загревој Душички, на баби, на дедовци, на сите. Значи, од дното на мојата душа, како мајка и како баба, да ти кажам право и со коскиве ми се тресат, и како мајка и како баба, додека луѓево ги видам дома прибрани. Што е ова хаос што се случува во нашава држава? Значи, сите треба очи отворени. И вработени, и родители, баби, дедовци, сите наставници, значи ова целокупно да се реши овој проблем, нас ќе останеме без луѓе, без држава, што е ова што се случува. И онака мал народ сме, мал и по територија и сега безнародност. Овие мали дечиња ќе пораснеа, ќе беа наши доктори, како што сме во дефицитарна ситуација. Идни мајстори по било која струка, ќе чекаш еден месец, не можеш наред да дојдеш некој машина за перење да ти се расипи. Нема мајстори, нема. Но ова, значи, што се случува, не знам што да кажам. Не се најдува веќе утеха и зборови, само тоа е сите да отвориме и очи, и уши, и претходни влади, не само добро овие претходните што ги притворија. И сегашниве требало, скоро година се наприме. И тие, која ќе дојдам на власт, примопредавање се прави, ќе си ги проверам објектите што се во моја надлежност, прво тоа да ни биде. Да се претреси, значи, цела Македонија. Што викаат србите, уздуши попреку од север на југ, од исток, од запад, од ситеж. Тоа е ова, младиве, нити си дома да ги чуваш, нити си да ги пуштиш. Ти се тресат коските додека ти се приберат. Молим те за една недела пред 8 души загинати по улици. Што е ова? Без возачки дозволи, возат. Ма не сме ни родител да му... Благодарам ве, поздравувам, повелете. Сме на крајот веќе. Но добро, токму со ова и вие што го кажавте да ја завршиме емисијата, нека биде ако може да биде и колку може да биде. И сите овие наши разговори, воопшто цела Македонија која пулсира во знакот на оваа трагедија, да биде за утеха, за спомен на настраданите, за поддршка на повредените и на нивните најблиски, секако и на оние на настраданите, да најдат сила. А и на сите нас да ни помогне да бидеме подобри и да станеме подобри и ваквите работи да не се случуваат. И она што впрочем е и на некој начин основното, она што произлегува од овие средби, од мотото на емисијата е секоја наредна средба да биде подобра. Да имаме подобри дискусии, да констатираме дека сме станале подобри и дека се поправиле работите. Ви благодарам и ве поздравувам. Довидување.